Кој е господинот Илиев, кој што на последните локални избори во општина Конче ја освои довербата? Верувам дека жителите таму ве знаат, но како млад, односно нов политичар и градоначалник, југоистокот не ве знае. Вака, јас сум дипломиран правник. Дипломирав на правниот факултет во Скопје, Кирил и Методи 2009 година и потоа работев во компанија во приватна компанија на татко ми и го продолжи фамилиарниот бизнис и влегувам како градоначалник од приватниот сектор, да речем. Фамилиарен, оженет, татко на 2 деца, малолетни. Која беше мотивацијата да бидете кандидат за градоначалник од страна на СДСМ? Така, што ме мотивираше? Можеби гледајќи ја целата ситуација што се случуваше и да не речем изминатиот период. Јас сум негде политички активен 4-5 години, можеби од времето кога беше како да кажам, да не ги користам другите збори, кога беше најтешко, кога имаше многу уцени, закани, кога имаше една гарнитура која што вршеше притисоци околу населението, имаше многу работи кои што не беа добри, не смеја да се кажат. Јас ипак ги гледав работите од луѓето покрај мене. Знаев дека може работите да се подобро, знаев дека не треба да се молчи, дека треба да... Затоа се вклучив да работам опозицијски и ете. Предпоставам и да се вклучите како градоначалник. Да, пред се, значи најмногу заради луѓето околу мене. Средината во која што живеам, едноставно да се подобри. Како што ми гласеше и слоганот претходно, животот за сите. Конче е мала општина, во каква кондиција затекнавте финансиска и впрочем, што се оние како први чекори кои што ќе ги превзема Илиев? Вака, општина Конче е мала општина, со слаб буџет, можеби да не кажам на ниво на Македонија, но сигурно во регионот имаме најмал буџет и долгови имаме некаде за останати обврски околу 2 милиона денари, но можеби не се толку големи, но сепак за мал буџет и за мали финансиски средства се големи, но се надевам на период кој што предстои ќе ја подобриме финансиската кондиција на општината со добро работење, менаџерско управување, да посебно комуналното предпријатие има големи проблеми, 6-7 плати неисплатени, наталожени долгови, но ќе работиме, сме се нафатиле на таа работа и ќе се потрудиме да ги подобриме и општината и сите, и комуналното предпријатие, образовниот процес, училиштето, како институции под општинска капа. Го креирате буџетот за следната година, што како фокус ќе дадете во 2018-та за реализација во општина Конче? Вака, приоритети се реалните потреби на граѓаните, значи водоводи, канализации, во општина Конче воопшто нема градинка, ете градинка да отвориме, спортска сала немаме исто, да го подобриме културно-забавниот живот, значи во нашата општина буквално не функционира, немаме нити ресторан, нити кафе-бар, значи буквално не функционира никаков живот од културно-забавен аспект. Спортскиот живот исто да го подобриме. И за крај, господин Илиев, ве прашувам како граѓанин. Каква општина сакате да видите после 4 години, независно што сте во моментов како градоначалник? Општина Конче, да. Општина Конче, гордост и убаво место за живење за граѓаните кои што живеат таму. Значи, едноставно луѓето да се гордеат што живеат во таа општина, да бидат горди, затоа што има многу природни убавени ресурси, а не едноставно ако живеат таму да се чувствуваат како одсечени од, како да кажам, околината, околниот регион. Предпоставам развиено, урбано, со сите они бенефити, канализации. Да, значи пред се основните потреби, инфраструктурно, патишта, улици, канализации. Се не бива преку ноќ, но ден со ден, чекор по чекор,
се надевам дека после 4 години еве можеби ќе имаме чест пак да разговараме и тогаш ќе можам да ви кажам еве сработивме тоа така. Илиев, јас ви благодарам на ова интервју.